Многу е важно да се запомни и еднаш да се испочитува принципот дека државата е таа која има обврска кон гласачите да ги исполни нивните права, да ги испочитува нивните права и да овозможи максимални услови за почитување и за практикување на правото на глас. Правото на глас е едно фундаментално човеково право, нешто што државата е должна да го регулира, меѓутоа и да ги овозможи примените на законите кои се во врска со таа материја. Ние во изминатиот период забележуваме многу фаленки во изборниот законник, пред се во поглед на тоа дали и колку граѓанките и граѓаните можат да гласаат во одредени околности. Веќе зборувавме за тоа дека едноставно оние кои ќе се најдат на 30 септември надвор од државата, не ќе можат да го искористат своето право на глас, заради тоа што немаат регулирано престој во таа држава. Во соседните држави ова е регулирано со 1 до 2 линии во законите. И на луѓето им се овозможува правото на глас да го практикуваат со само еден телефонски разговор и со краток допис до дипломатските, односно конзуларните представништва на таа држава. Тоа не се направи. Сега имаме и ситуација во која луѓето што се болни, можеби не знаат дека ќе бидат разболени на 30 септември, едноставно не можат да го искористат своето право ако 7 дена пред тоа не го најават својата потреба да гласаат дома. Значи, ако се разболите 5 дена пред референдумот, не ќе можете да гласате од дома, туку ќе морате да се снаоѓате, да одите до гласачкото место и да го направите тоа. Апелираме до државните институции, апелираме до Државната изборна комисија и до парламентот да спроведат некакви итни мерки кои се во рамките на законот и да обезбедат гласање на сите граѓанки и граѓани со право на глас. Што е можно поефикасно и побрзо да им овозможат такво нешто, бидејќи според Уставот тие имаат обврска да им обезбедат услови за гласање на сите граѓанки и граѓани со право на глас. Значи, не е прифатливо да имаме граѓанки и граѓани кои заради недостатоците во изборниот законник, заради третманот на гласачите како бројки, а не како луѓе, да имаме ситуации во кои луѓето не ќе можат да гласаат. Ова е проблем кој мора да се регулира на институционално ниво за да се испочитува основното човеково право, правото на глас.